Петочно издание на регионалните вести на телевизија КИС. Одбележан патронатот на Тетовската касарна Кузман Јосифовски Питу. Делегации положија букет цвеќе пред споменикот на народниот херој. Организиран беше и тактичко-технички збор на вооружувањето и опремата со која располага единицата. Пред споменикот на народниот херој Кузман Јосифовски Питу во Тетовската касарна која го носи неговото име, букет и цвеќе положија представници од касарната, представник од советничката група на ВМРО ДПМН и од СДСМ од Советот на општина Тетово, Сојузот на борци од Тетово, Сојузот на борци од Гостивар, Сдруженијето на резервни офицери, Сдруженијето на трудови инвалиди, Сдруженијето на воени инвалиди и други организации почитувачи на Кузман Јосифовски Питу. Пригоден говор за народниот херој Питу одржа командантот на третата механизирана пешадиска бригада, подполковник Гоце Филиповски. Почитувани, во низата светли имиња на македонските револуционери и национални дејци, чија судбина била предодредена да го дадат животот пред олтарот на македонската слобода, жртвувајќи ја својата младост за животот на едните генерации, спаѓа Кузман Јосифовски Питу. Задоен со линденските традиции и традициите на славната Гоцеделчевска ВМРО во борбата за национална слобода и социјална правда, како што тој самиот ќе истакне, го гледал смислата на човековото постоење. Кузман Јосифовски Питу е еден од најистакнатите идеолози и организатори на народно-ослободителната борба и антифашистичкото движење во Македонија, кој поради својата неуморна дејност историјата ќе го нарече вториот Гоце Делчев. Кузман заедно со генерацијата на која што припаѓа Страшо Пинџов, Мирче Ацев, Вера Ацева, Борка Талески, Стив Наумов, Петре Пирузе Мајски, Благо Јанков Мучето, Методи Андонов Ченто, Венко Марковски, Кочо Рацин и редица други личности, беше сведок и инспиратор на време во кое напукнуваат зидовите на туѓите владенија и однародување на македонскиот народ. Кузман Јосифовски и неговата генерација станаа пламенот кој ќе разгори национално-ослободителната борба на сопствениот народ и во времето на Втората светска војна ќе ја доведе до победа крунисана со второто заседание на АСНОМ и создавање на македонска држава. Роден е во Прилеп на 15 јуни 1915 година во време на Првата светска војна. Во време кога поделениот македонски народ беше присилен на мобилизации, репресии и прогони, кога низ Македонија распарчена после Балканските војни, се распоредуваа повеќе од 1 милион војници на завојуваните страни на двете страни од Македонскиот фронт. Се школувал во Прилеп и Битола, а право студирал на Универзитетот во Белград. Таму земал видно место во студентското движење. Активно работел на формирањето на Македонското студентско друштво Вардар, а бил член и на Македонското народно движење или МАНАП. Една од позначајните активности која му била доделена била да одржува врска помеѓу Комунистичката партија на Југославија и Комунистичката партија на Бугарија. Токму на подготовките на еден таков состанок на 25 февруари 1944 година во Скопје Кузман Јосифовски Питу бил откриен, иако првично успеал да се излече од блокадата, покасно да биде убиен. Кузман Јосифовски Питу загинува на 28 годишна возраст, без да ги осети плодовите од неговата борба за национално ослободување и социјална правда на својот народ. На одбележувањето на патронатот беа доделени благодарници, а беше организиран и тактичко-технички збор на вооружувањето и опремата со која располага единицата. Невработени лица од Тетовско добија сертификати за стекнатите вештини за занимања со што ќе имаат поголема можност за вработување. 27 невработени лица кои поминаа 4-месечна обука стекнаа вештини за заварувачи, готвачи и слаткари. Во рамки на теоретскиот дел од обуката се запознали со бизнис предприемништво. Еден месец поминале и практична обука кај постоечки фирми. Беа опфатени вкупно 27 кандидати, сите невработени, активни баратели на работа кои редовно се пријавуваат во Центар за вработување Тетово. Во текот на обуките имаа можност да проследат теоретски дел и да се стекнат со стручни знаења во однос на соодветно избраните обуки за стручни занимања. Исто така имаа можност од едномесечна практична работа во реални услови кај работодавач со цел да ги стекнат и да ги зголемат своите вештини во однос на избраните занимања.
и се надеваме дека со вака стекнатите нови знаења, вештини ги збогатија своите компетенции и ќе станат поконкурентни на пазарот на трудот и ќе го олеснат својот пат кон наоѓање на вработување или отварање на собствен мал бизнес. 5 мина се стекна со сертификат за заварувач, 10 за готвач во ugostителски објект и 12 за слаткари. Јас сум Глигор Јовановски, 59 години од Тетово и се пријавив во трудот. Тоа е многу фина програма, едукацијата. Јас за готвач се пријавив. Секогаш треба презентација една работа, ако не оди, нема или има повеќе кадри или нема работа, ако се укаже некоја шанса да се вработите во друга. И еве, јас сум работел во деликатес, порано сум бил, мислим, во стариот деликатес. Така не фати тоа 2001 транзицијата и ја морав, остана без вработување, вамо, тамо сум се влечел до негде, мислим. Сум екзистирал приватно, ова, она. Значи, човекот, екзистенцијата треба да га тражи. Не може никој да му донесе дома. Се викам Сабри Јакупи, мило ми е што има вакви обуке, јас идев на обуката за слаткар и задоволна сум што соработував со разни генерации и пред се мило ми е што соработував со постара генерација и убаво да се соработува со нив. Обуките се реализирани во рамки на договорот за обука за занимања кои се поварувани на пазарот на трудот, склучен меѓу Агенцијата за вработување и спроведувачот на обуките, отворен граѓански универзитет за доживотно учење, поранешен работнички универзитет. Полицијата регистрирала десетина кражби чии сторители се всушност членови на потесното семејство, но и така наречени фингирани кражби, кога лажно се пријавуваат кражби на пари или златен накит. На поширокото тетовско подрачје минатата и на почетокот на оваа година регистрирани се десетина домашни, односно внатре-фамилијарни кражби, боговиње, уривич, студенце, прецена златен накит или пари, во кои били инволвирани членови на семејства или нивните најблиски. Сторителите на вешт и досетлив начин ги одземале парчињата накит или паричните средства, без да остават било какви траги зад себе, додека нивните собственици ги пријавувале ваквите кражби, не знаејќи за што всушност станува збор, а од кои неголемиот број брзо и ефикасно биле расветлени од полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово и заокружени со соодветни поднесоци. Некои од кражбите пак биле целосно фингирани од самите собственици на наводно украдените предмети или пари. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш подсетува дека лажното пријавување кривично дело представува кривично дело за кое предвидена е затворска казна од 3 месеци до 3 години, но и дека лажното повикување и излегување на службено лице е прекршок против јавниот ред и мир, кој се санкционира со глоба од 100 до 400 евра во денарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово исто така укажува дека лажните кражби или други настани непотребно им одземаат време и енергија на полициските службеници, како и материјални средства, кои можат да се употребат за расчистување на други посериозни случаи и сугерира прво добро да се согледаат и испитаат сите околности пред да се пријават настаните, кражби, нарушувања на јавниот ред и мир и друго. 34-годишен тетовец без возачка дозвола и со нерегистрирано возило вчера во кругот на Тетовската болница удрел во жена пешак. Неконтролирано движење на куче бездомник причина за уште една сообраќајка на автопатот Тетово-Гостивар. Вчера околу 14 часот во кругот на Тетовската клиничка болница патничко возило Fiat Bravo со тетовски регистарски таблици, кое не е регистрирано и без дозвола го управувал 34 годишен тетовец, удрило во 59 годишна тетовка пешак и веднаш го напуштило местото, соопшти СВР Тетово. 2 часа подоцна лицето е пронајдено, а повредената по укажаната помош пуштена е на домашно лекување. Извршен е увид и се утврдува причината за несреќата, околностите во кои се случила и се друго. Како што соопшти СВР Тетово на автопатот Тетово-Гостивар во близина на клучката за Камењане, вчера околу 16 часот патничко возило Мерцедес со гостиварски регистарски таблици, управувано од 38 годишен жител на гостиварското село Дебреше, удрило и усмртило куче кое неконтролирано се движело по коловозот. Нема повредени во возилото, додека вкупната материјална штета се проценува на 30.000 денари.
64-годишна жена од долнореканското село Скудриње била нападната и искасана од кучиња скитници. Семејство од Пирок пријавило закани по живот поради неплатен долг. Следува полицискиот билтен. 63-годишен жител на долнореканското село Скудриње вчера пријавил дека околу 17 часот и 30 минути во местноста Малиќево Чешмиче неговата 64-годишна сопруга била нападната и искасана од кучиња бездомници, соопшти СВР Тетово. Повредената пренесена е во Дебарската болница, пошто е префрлена во болницата во Охрид, а по укажаната помош пуштена е на домашно лекување. Вчера вечер околу 21 часот 30-годишник од тетовското село Пирок заедно со неговиот 65-годишен татко и 32-годишната сестра пријавиле закани по нивниот живот од 42-годишен жител на Доброште, соопшти СВР Тетово. Пријавителот пред 2 години исклучил договор со пријавениот од него да позајми 7.000 евра, а за 1 месец да му врати 10.000 евра. Меѓутоа, поради неповолна финансиска состојба во која се наоѓал пријавителот, не го испочитувал договорот, пошто пријавениот во повеќе наврати телефонски и на друг начин им се заканувал на тројцата дека ако не ги вратат парите ќе ги убие. Како што соопшти СВР Тетово, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера околу 12 часот во локал на кат во Тетовскиот зелен пазар, собственост на 56 годишен тетовец, пронашле кено апарат за игри на среќа. Покрај апаратот пронајдени со потврда се одземени и компјутер со монитор, маус и тастатура, еден телевизор и 6430 денари во разни апоени. Собственикот на објектот ќе се соочи со соодветен поднесок, како и со законски предвидените санкции, кои нешто подоцна ќе му бидат изречени од Управата за јавни приходи. Управата за јавни приходи со подсетување до даночните обврзници дека поднесувањето на годишна даночна пријава истекува на 15 март. Како и секоја година, граѓаните на Република Македонија имаат обврска да поднесуваат годишна даночна пријава до Управата за јавни приходи за сите видови приходи кои ги остваруваат во земјата и во странство, освен граѓаните кои остваруваат приходи од плата. Во сите шалтери и во Тетово и во даночните оделенија во регионална диреција Тетово има ангажирани вработени кои им помагат на физичките лица кои не можат или не знаат да го пополнат пријавата, работат на 2 смени и немаме толпа луѓе кои што чекат и тие најкасно 5 минути, 10 минути доаѓа со помош на нашите вработени да ја пополнат пријавата. Пријавите јас би сакал да уште еднаш да апелирам до граѓаните и би ги замолил да го почитуваат рокот до 15 март за да не се соочуваат со глоби и така натаму. И ова година, значи пријавите можат граѓаните да ги симнат од интернет, од веб страната на УЈП, кои се бесплатни. А за наредната година со измените на Закон за персонален данок, Управата за јавни приходи, граѓаните нема да имат обврска, граѓаните сами, Управата за јавни приходи сами ќе ги изготвува пријавите и електронски ќе им биде пуштено на граѓаните на кои што ќе немат обврска да поднесуваат физички во Управата за јавни приходи. Со свечена изјава пред председателот на Собранието Талат Џафери, обвинителот Ацо Колевски официјално е именуван за член на Советот на јавни обвинители. Колевски беше избран од редот на јавни обвинители, а доаѓа во Советот на местото на Љубомир Јовевски, кој беше избран за државен јавен обвинител. Името на Колевски стоеше на барањето за заштита на законитоста кое јавното обвинителство го достави до Врховниот суд со барање за укинување на притворот за бизнисменот Сејат Кочан кој беше во бегство. Колевски вели дека постапил законски во случајот за Кочан. И јас како долгогодишен јавен обвинител со речиси 30 годишно работно искуство во јавното обвинителство сметам дека ќе можам да придонесам во работата на Советот на јавни обвинители, која што е согласно законските задолженија што се предвидени во Законот за Советот на јавни обвинители, а се насочени кон зајакнување на самостојноста на јавните обвинители во Република Македонија.
Господин Колевски, ви избра вашите колеги од редовите на јавните обвинители. Како ќе ја поправите сликата последна која што ја доби советот дека се бираат блиски членови? Силен ветер и замрзнати патишта има во Хрватска. Најтешка е состојбата во Горски Котар, каде се затворени дел од патиштата. Меѓу Славонија и Далмација има проблеми во сообраќајот поради снегот. На возачите им се советува или да го одложат патувањето или пак да носат зимска опрема. Заради невремето неколку возила се превртеа на патиштата. На планините во Босна и Херцеговина има и снежна покривка од по 2 метри. Дипломатските односи меѓу Холандија и Турција може да бидат доведени во прашање, откако парламентот го одобри предлогот за признавање на масакрот врз ерменците за геноцид. Турција остро негира дека овие убиства можат да бидат рангирани како геноцид или холокауст. Односите меѓу двете земји се затегнати кога Холандија минатата година забрани на нејзина територија да се одржуваат митинзи по повод изборите во Турција. Во 1915 година 1,5 милиони ерменци били убиени од страна на младотурскиот режим на Отоманската империја. Овој настан во историјата уште е познат и како ерменски холокауст. Досега 29 држави официјално имаат донесено став дека се работи за геноцид. Околу 400 килограми кокаин се пронајдени во руската амбасада во Аргентина, а пријавата до полиција дошла токму од амбасадорот. Рускиот амбасадор и раскажал на полицијата дека еден вработен имал сомнително многу дипломатски багаж, откако пронашле 16 куфери кокаин. Аргентинската полиција ја заменила дрогата со брашно и ставила уреди за следење. Полицијата и руската служба за безбедност ја следеле пратката до Москва. Потоа уапсиле тројца аргентински цариници, русите кои ги земале куферите на аеродромот и рускиот дипломат. Дрогата е во вредност од над 60 милиони долари. Реваншот помеѓу Атлетик Билбао и Спартак Москва во Лига Европа донесе големи нереди и судири меѓу хулиганите од Русија и домашните навивачи. Инцидентите за жал однесоа и човечки живот. Полицаец почина од срцев удар. Се работи за 51 годишниот Иносенсио Ариас Гарсија, кој колабрираше пред Сан Мамеш, откако руски фан фрли пиротехничко средство во близина на кордон од полицајци. Шпанските медиуми објавија и видео кој го долови моментот кога полицаецот падна на земја. Неговите колеги се обидоа да му помогнат. Веднаш пристигна и брзата помош, но обидите за реанимација на крајот беа залудни. Фудбалската федерација на Шпанија ги осуди случувањата пред почетокот на дуелот во Лига Европа, изрази сочувство до семејството на починатиот и препорача едноминутно молчење на фудбалските надпревари ширум Шпанија овој викенд. Денес имавме претежно облачно време, дуваше слаб до умерен југоисточен ветер. Утринската температура се движеше од 0 до 3 степени, а дневната од 5 до 9 степени. Времето утре според прогнозата на синоптичарите ќе биде облачно, а попладне со повремени локални врнежи од дожд, на планините снег. Утринската температура ќе се движи од 1 до 4 степени, а дневната од 5 до 8 степени. Тоа беше се во денешното издание на регионалните вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.